Министерот за правда Бојан Маричич. Министре, добро утро. Добро утро. Од тука станувате и колку што отприлike знам за кратко време заминувате за Хрватска. Што е суштината на посетата на Хрватска? Оваа посета на Хрватска е веќе долго планирана. Целта е секако средба со колегата Иван Малиница, хрватскиот министер за правда. Меѓутоа исто така и посета на Академијата за суди и јавни обвинители на Хрватска, посета на УСКОК, славниот УСКОК. Што можеме ние да научиме од хрватите? Мислам дека Кои искуства можеме да ги пренесеме? Во овој период кога очекуваме да ги почнеме преговорите за членство во Европската унија, особено во поглавието 23, правосудство и темелни права, мислам дека можеме многу да очекуваме и целта на оваа посета е токму тоа, да воспоставиме едно стратешко партнерство со Хрватска и со... До сега го немаме, бидејќи со разни држави имаме различни стратегиски партнерства. До сега не сме воспоставиле ваков вид на партнерство, секако постојат хрватски експерти кои што работат на владење на право како тема преку европските фондови тука кај нас и ние сакаме тоа да го надградиме, сметаме дека имаме многу што да научиме, особено во поглавието 23, бидејќи и во Хрватска беше прашање борба против корупцијата и некои хрватски закони се и директно кај нас пренесувани. Памтам, ако не се лажам, ОТА беше една од тие кај што многу се црпеше од хрватските искуства и закони. Точно така. Значи Хрватска е државата која што последна влезе во Европската унија во 2013 година, значи има свежи искуства од преговорите. Ќе има можност да разговараме со нивниот поранешен преговарач Владимир Дробњак, кој што сега е советник на премиерот Пленковиќ. Ќе ги дискутираме сигурно и прашањата што се актуелни поврзани со активностите овие денови и со ГАКот и со Советот идната недела и со се она што е врзано со почетокот на преговори. Гледаме една голема офанзива која што ја прави нашата меѓународна политика и искрено да бидам, Антонио Милошевски го изслушав, се разбира дека тие се опозиција, критикуваат и така натаму. Мислам дека се прави максимум што се може, ама колку што се може, бидејќи од една точка натаму и не може баш многу да се прави. Гледам дека и вие ќе се вклучите во меѓународни активности на таа линија, не само во правни. Токму тоа ми е поентата, затоа ќе се сретнам со господинот Дробњак, кој што е во моментот советник на премиерот Пленковиќ за меѓународни прашања и за сите оние релации со Брисел. Уште еднаш да реафирмираме нашата позиција. Хрватска е наша пријателска земја која може многу да влијае на лице место на одлуките, но целата оваа посета има за цел да воспостави едно стратешко партнерство меѓу Северна Македонија и Хрватска за прашањата од поглавието 23, да стапиме во една поинтензивна комуникација со тимот од Министерството за правда на Хрватска, кој што работел на трансформациите и на преговорите за ова поглавје и да ни помогнат нам подобро да се подготвиме. Министре, долго време се занимавам со следење на политиката и на меѓународната политика и јас не сум видел во мојата прилично долга новинарска кариера да се прави ваков оркестриран притисок на една држава како што е во случај во Бугарија од апсолутно највисоки нивоа. Ние сите детали не ги знаеме и така натаму, но гледаме дека бугарите се изложени на навистина жесток притисок, па тоа и моите соговорници во Софија самите го признаваат. Вчера Заев изјави дека не очекува добри вести во јуни, иако паралелно знам дека ќе заминува за Софија и тој каков што е може и да реши да не се врати од Софија додека не го реши проблемот. Добро што овдека некои ќе прославуваат, а други ќе жалат. Што се вашите да кажам премиерот има реална една проценка и тоа што каже точно. Ние правиме големи напори, секако дека има поместувања, она што е различно од претходно е што има интензивна комуникација на релација Софија-Скопје, бидејќи Софија свати дека ова е сериозно прашање, дека всушност се работи за тестот на европската политика на Западен Балкан, а не само билатералните односи меѓу Бугарија и Северна Македонија. Така што очекуваме утре интензивна агенда на премиерот и нашата делегација во Софија, средба со сите политички партии, средба со председателот и премиерот. Тоа е причината што претпоставаме и не може многу да водите, како што бара Милошевски и опозицијата, и детални разговори во Македонија околу тие прашања. Претпоставам дека многу точки се деликатни, некои се дискретни, не може да се прераскажуваат некои работи. Секако дека е така и не е добро јавно да се преговара, меѓутоа од друга страна пак немаме ниту што да криеме, бидејќи нашите позиции околу идентитетот, јазикот и се она што е неопходно да се заштити во овој процес секако јавни, јавно познати и тука нема да има никакви отстапувања, меѓутоа сите детали треба да се договорат и знаете додека се не е договорено, ништо не е договорено. Од друга страна имавме искуства со опозицијата кога комунициравме за Преспанскиот договор, не се покажаа како некој сериозен и конструктивен фактор, тоа не значи дека не се информирани, меѓутоа нивниот одговор е блокирање на раскрсниците во Скопје и низ државата, така што
тешко можеме во таков амбиент да воспоставиме некој сериозен диалог со нив за ова. Она што можете, а не го правите, е разговор со јавноста за низа крупни проекти кои што ги терате, а кои што ги објавувате, па потоа се враќате и така натаму. Значи, закон за земјоделско земјиште, реформи во образование, закон за инвестиции на Попова шапка од еднаш крупни идеи, потоа закони за дивоградби, рушење и така натаму. Излегувате со идеите, ги кажувате, дури и некои постапки превзимате, а потоа од која ќе видите реакцијата на јавноста, понекогаш и цела лавина од реакции, се повлекувате, па дури од некои закони, мислам, тој дел е во ред да се повлечете пред. Зошто не го практикувате овој другиот дел? Зошто треба да дознаваме за најкрупни работи од телевизија, тие се нешта што предполагам не се прават за едно попладне и не ви се во планот од вчера. Мислам дека токму и заради тоа, бидејќи дел од тие политики се кројат сериозен долг период со консултации на експертската јавност зад затворени врати, многу често се одвиваат такви консултации што и не се гледа во јавноста. Во моментот кога некој законски предлог излезе во јавноста, тоа значи дека тој се отвара за дебата и во собранието, и во јавноста, дел од нив заради итноста. Министре, предоцна е кога тој веќе влезен во постапка. Тогаш почнува да функционираат собраниските механизми, јавноста не може да добие доволно простор за да искаже стручни мислења кои што не мора да бидат ни политички профилирани. Сашо, за делот законите имаше јавни расправи. Точно е дека пакетот закони за реформи во образованието се најде бргу во собранието, меѓутоа пак во собрание имаше неколку јавни расправи, имаше повеќе јавни дискусии. Знам, министре, реформа на земјоделско земјиште, тоа е една од клучните. Веројатно нема поклучни теми во секоја држава. Во сериозни демократии тие се дебатираат со децении. Франција, да речеме, реформата на трудовите закони и пазарот на трудот 15 години го прави. Земјоделско земјиште, па тоа најмар се 5 влади бара за да се усогласат, за да можат да спроведат ако успеат реформи така натаму. Кај нас тоа се случува некако повеќе како партиски иницијативи кои потоа ви се враќаат како бумеранг. Не, нашата желба е во интерес на граѓаните во овие кризни времиња побрзо некои работи да се случуваат, бидејќи парламентот и предолго беше блокиран и се уште не функционира во целост, така што во желбата да направиме нешто за граѓаните поскоро пред да заврши парламентот пред својот летен одмор и пред изборите, мислам дека и предолго чекавме за некои работи, така затоа може таков печатокот дека дел од работите се туркаат без дебата, меѓутоа и за таков е печатокот, морам да кажам. Меѓутоа за се има дебата, и за законот за државјанство, и за сите други теми има можности преку собраниските механизми на крајот на краиштата, пратениците се представници на граѓаните. Ние секогаш сме покажале слух за јавноста и не одиме никогаш по секоја цена да ги спроведуваме. Има проекти кои што се стручни, во вашето министерство имате цела концентрација на реформски зафати по законски прашања кои што сега знаете како реформа на парничен закон, да речеме, мене ништо не ми значи, ама на стручната јавност се разбира дека значи. Кривичниот закон вие во постапак, закон за адвокатура, ако не се лажам, законот за државјанство го спомнавте, помина пописот и така натаму. Вие во министерството спроведувате ли доволна консултативна владина, невладина експертска дебата за овие проекти? Сите закони кои што до сега ги предложило Министерството за правда се направени во координација и дискусија и со граѓанскиот сектор, со стручната јавност, во работните групи на Министерството учествуваат и експерти, кои што се без разлика дали се професори или практичари, го даваат својот придонес. Например, законот за адвокатура го работевме заедно со адвокатската комора. Нормално ние се грижевме за јавниот интерес, тие се грижеа за интересот на адвокатската фела, меѓутоа има и работи кои што ги спроведовме по европски стандарди. Например, ќе има академија за обука на адвокатите, што досега го нема. Задолжителна? Да, значи ќе имаат задолжителна обука. И тоа го прифатија адвокатите? Тие го предложија тоа и во рамките на адвокатската комора ќе се отвори таа академија. Во законот за парнична постапка вградивме оној дел кој што треба да овозможи дигитални судења во граѓанските постапки. До каде иначе тој закон за парнична постапка што предвидувате? Текстот е готов, тој се наоѓа во владина процедура и очекуваме наскоро да биде усвоен од владата и испратен во собранието. Таму во него има и многу согласен е текстот, мислам имате отворени прашања што очекувате да бидат? Текстот беше и на ЕНЕР, имаше многу и од поединечни адвокати, и од адвокатската комора, и од останати заинтересирани страни и мислам дека имаме еден добар текст кој што е добро балансиран, добро усогласен
имаме ограничувања на бескрајните одлагања, на бескрајните повторувања на постапките. Значи целта на тој закон е да имаме една ефикасна постапка, со нотарите исто така се консултиравме за овој закон. Министре, размислувате ли во стручната јавност, јас повторно говорам како аутсайдер, меѓутоа во англосаксонското право има нешто што се нарекува obstruction of justice и тоа се покажува како еден многу важен механизам, бидејќи говорите за бескрајни одолгувања, за разни, како да кажем, трикчиња со кои се избегнува функционирањето на правото и така натаму. Има ли простор, бидејќи сте влезени во парнична постапка, во кривичен закон, реформи и така натаму, за овој вид на интервенција законски? Има во кривичниот законник, во новиот кривичен законник, кој што треба да биде готов до крајот на годината, тоа е едната компонента и ја го менуваме и ова и се воведува такво обструкција на правото, тоа би се рекол. Значи намерно кога некој го кочи. Така е, кога и гледам дека тоа судиите потоа го применуваат во овој западниот свет, уопште не разговара, не го интересира дали си министер или си адвокат, ако правиш obstruction of justice, се губи смислата на правосудниот систем доколку се овозможи бескрајно да се. Значи тоа ќе биде дел од реформа. Тоа ќе биде дел. Тоа не е дел од сегашните брзи измени на кривичниот законник, каде што се наоѓаат делови од Истанбулската конвенција, дел од пресудите од Страсбург што сме ги загубиле, зајакнување на заштитата на новинарите. Тие измени ќе бидат сега испратени скоро во собранието. Но во новиот кривичен законник ќе има и овој. Со опозицијата имате постигнато за овие измени консензус или очекувате обструкции? За кривичниот законник не сме разговарале, имаме превземена обврска да разговараме за законот за кривична постапка, бидејќи постапките пред судовите се дефинираат со двотретински закони кај нас, така што мораме со нив да разговараме за ова. Ги поканивме да учествуваат во работната група, меѓутоа предлозите што ги дадоа за луѓе да учествуваат таму, сметавме дека нема да бидат добри доколку бидат. Тоа се луѓе кои што се директно засегнати од актуелни кривични постапки и сметаме дека имаат конфликт на интерес. Се договоривме кога ќе биде завршен текстот да влеземе во разговор. Се договоривте го прифати они тој пристап кога ги одбивте нивните предлози? Да, го прифатија, немаше друг излез заради тоа што тие предложија двајца адвокати и еден политичар. Тој политичар има актуелни постапки и сметаме дека не е соодветно да учествува. Кој е политичарот? Кој е името на политичарот? Илија Димовски. Илија Димовски, добро. Министре, сакам да ве прашам за оној закон со кој што на следното гласање би требало да се овозможи идентификација со прст, значи како се вика тоа, со земање отисок. Експертите велат дека прво целата постапка, и вие некни го говоревте, ве видов на некој медиум, тоа е прилично крупен финансиски проект, бидејќи околу 12 милиони евра, ако не се лажам. Тоа спаѓа во реформите што ДИК треба да ги спроведува, но експертите предупредуваат дека не е тоа само проблем да се набави опремата. Туку е тоа една исклучително деликатна операција, бидејќи се работи за најделикатни лични податоци. Оваа држава не се прославува со чување на тој вид на податоци. Гледаме афери во кои тоа е многу јасно. Мислите дека имате време за обуки, за законски прилагодувања, за се што е не е само да се набават апаратите, треба некој тоа и да го работи, и тоа не некој, туку стотици луѓе на 4000 изборни места кога се парламентарни избори во прашање. Целата приказна започна од политичкото барање на ВМРО-ДПМН да се вгради овој систем како механизам за идентификација на гласачите. Бидејќи тие го поставија како најважно политичко барање за локалните избори, владата тоа го прифати и низ во една работна група заедно со нив го преточивме тоа во законски текст кој што беше усвоен во собранието. Од тој момент натаму, предходно пред да го усвоиме, во консултација со Државната изборна комисија ги замоливме тие да ни потврдат дека се во состојба тоа да го спроведат. Тие тоа го потврдија и сега веќе државата со ребалансот обезбедува владата 12 милиони евра и нема веќе изговори. Постапката за набавка, вградување на таа опрема, ставање нејзина во функција и спроведување на обуките е примарна одговорност на Државната изборна комисија. Ние ќе помогнеме се што можеме, меѓутоа, што се вашите проценки, ќе успеат ли да ги исполнат роковите? Тие тврдат дека ќе успеат. Јас очекувам едно рушење на тендерот, значи невозможно да се разбира. Јас очекувам во текот на летото, значи најдоцна во јули месец, да разговараме со Државната изборна комисија, тоа си го ветивме кога го усвоивме законот, да седнеме и да видиме докаде сме и дали е реално да се
исполни тој механизам. Може ли тоа да биде причина за одлагање на локалните избори? Не очекувам одлагање на локалните избори, тоа може само да биде причина за евентуално ставање на овој механизам во функција по локалните избори, на наредните избори. Секако мислам дека некако тоа обезбедувате маневарски простор да ДИК кој што го предводи кандидат предложен од опозицијата, така натаму на крај ако ова не успее, опозицијата да нема причина да каже заради ова не излегуваме на локал. Па не би имало потреба затоа што парите се обезбедени, законот го имаме, сега е на ДИК редо да го спроведе. Доколку во јули, крајот на јули видиме дека е невозможно, тоа пред се треба да дојде како информација од нив, од ДИК. Тогаш ќе бараме решение за да го обслужиме овој гласачки процес со постојните механизми на идентификација, со лични карти, со како што е било. Вас да ве прашам лично, бидејќи сте и доволно долго и во политиката и воопшто во целата оваа материја, мислите дека Македонија има капацитет за таква деликатна операција да стотици, илјадници луѓе ги обучи за собирање тие податоци, па тоа да остане тајна и така натаму? Тоа нема да биде едноставно и тоа не е лесен процес. Затоа и велам, бидејќи инсистираше опозицијата, сакаме Државната изборна комисија и сакаме да веруваме дека може да го спроведа тоа. Меѓутоа треба да сме разумни, ќе видиме доколку во текот на наредниве недели се увиди дека не се стига или дека ќе биде тешко. Меѓутоа кога се носеше законот, јас им нагласив дека основен предуслов да функционира овој систем е навремено да се обучат луѓето кои што треба да го спроведуваат. Инаку ќе има проблеми на денот на гласањето, ќе има сомнежи. Ние ставивме можда и после денот на гласањето, ние ставивме можност таму каде што нема да може да се стави во функција законска можност, таму каде што нема да може да се стави во функција апаратот за отпечаток од прст, да се провери. Сакате да кажете, може би ќе има и мешано гласање, негде со прст, негде со тоа законот го овозможува, зависно од техничките услови на лице место. Наша цел е да имаме добар систем што функционира секаде. Ако не сме во можност тоа да го исполниме, подобро е да го ставиме во функција која ќе можеме, но владата не отстапува тоа. Ние нема од тоа да правиме проблем, но ќе бараме од Државната изборна комисија гаранции дека се ќе функционира. Кратко, законот за државјанство докаде? Законот за државјанство е во собрание, моментално има блокада од левица. Мислам дека е текстот усогласен на ниво Министерство за внатрешни работи и пратеничка група на Алијанса Алтернатива. Се надам дека председател Талат Џафери ќе најде механизам како да го деблокира овој закон. Министре, пред некој ден објавивте подигнување на платите на судиите. Не е мало подигнувањето, иако ќе биде скалесто 10 па 5% и така натаму. На тоа единствената сериозна критика што ја прочитав, на судиите може, а на докторите кога ќе се зголемат платите. Ова е дел од договорите што ги имате со судиите и што се случува со другиот судски персонал. Значи не само со судиите, туку со луѓето кои се исто така клучни во правосудниот систем, а не се само судии. Ние и до сега работевме на овој проблем. Јас инсистирам секогаш кога разговараме за покачување на платите на судиите и обвинителите, тоа да важи за нивните службеници. Што не е секогаш случај со другата страна. Значи, нас ни е битно системски да го решиме прашањето на плати и статус на и зошто тоа не се решава системски? Тоа се решава затоа што ние веќе овозможивме преку измена на подзаконски акти додатоци на плата за судската полиција, ги донесовме сите потребни подзаконски акти за да може да добијат додатоци и судските службеници. Работиме на закон за судска служба, кој што исто така ќе овозможи да имаат тие пристојни примања и коефициенти и бодови кои што ќе им овозможат пристојни примања. И тоа ќе оди се во еден пакет горе-долу. Она што го договоривме со судиите вчера, во изминатите денови е врзано за 2-3 годишен процес на преговарање. И во тој 2-3 годишен процес на преговарање дел од судиите се откажаа од тужби против државата кои што ќе ги добија, значи со спогодба. Најголем дел од судиите се решија со спогодба да го решат тој спор за нивните додатоци. За сметка на тоа, владата презема обврска да разговара и да предвидува во буџетот зголемување на нивните плати. Тој договор се исполни пред некој ден, кога се договоривме дека уште сега оваа година 10% ги зголемуваме платите, наредната 5%,
здравие ќе видиме за 20. Ве брзам, оти имам време за уште едно прашање, треба да заминувате. Така што целта ми е да кажам дека во пакет ќе ги решиме тие прашања и нема да оставиме судската служба така. Добро. Не е лошо ни малку да се штрајкуваат, оти овде како не штрајкуваш на крај ќе те подзаборават. Министре, јасно ми е делот за цртните листи на американците во однос на Преспанскиот, Охридскиот и другите договори. Тоа има луѓе кои што треба, па и некои од суговорниците што поминаа низ нашата програма денеска, кои што треба сериозно да размислат за своите политички перспективи, но делот за криминал и корупција директно спаѓа и во вашиот ресор. Како ја проценувате вие оваа американска иницијатива во делот на во сите делови и во двата дела? И јас мислам дека е тоа одлична вест за нашиот регион, затоа што по прв пат се избистри тезата дека нашите национални интереси се поклопуваат целосно со американските национални интереси. Ако ние сме ги дефинирале нашите интереси како членка на НАТО, идна членка на Европската Унија, заштита на Охридскиот и Преспанскиот договор, кои што се вградени во нашиот устав, и ако тоа го потврди нашиот најголем стратешки, политички и воен партнер, мислам дека значи дека сме на добар пат во делот нема страв во владата стратегија. од евентуални изненадувања од листите? Јас мислам дека нема причина за тоа. Во делот на корупцијата, сакам да кажам дека и тоа по мене одлично е зајакнува позицијата на сите сили кои што сакаат да се борат против криминал и корупција. Ние се уште се мачиме да добиеме исход во сите случаи иницирани од СЈО, а тоа беше иницијална каписла за еден сериозен процес за борба против корупцијата и криминалот кај нас. Имаме и актуелни случаи од последниве неколку години и тие морам да признавам дека и многу поефикасно се разрешуваат во нашиот систем. Тоа значи дека никој не е над законот. Секако ние сме должни да ја почитуваме презумпцијата на невиност на секого. Меѓутоа, според мене, оваа американска одлука може само да ја зајакне и позицијата на владата и на државата на среден и на долг рок, затоа што тоа нема да ни допушти, нема да ни овозможи да одстрануваме, да одстапуваме од она што сме го зацртале како приоритет, борба против корупцијата и криминал, заштита на Преспанскиот договор и негова имплементација, заштита на Охридскиот рамковен договор и се она што е веќе дел од нашиот уставен и политички систем. Појад Маричич, министер за правда, благодарам за денешниот разговор и среќен пат за Хрватска. Благодарам и вам, со задоволство секогаш.